Постигнат е одреден напредок во однос на претходната година, но и натаму останува многу работа. Евроамбасадорот Попладнево во владата лично на премиерот му го презентираше европскиот извештај за напредокот на Македонија. Нема напредок во однос на судските реформи и борбата против корупција. Ова останува од суштинско значење да се направи. Ова не се само одредници, туку тоа се темел за довербата на граѓаните и за европската иднина на државата. Трета година поред во оваа област немаме значителен напредок. Рокас уште еднаш повтори дека во актуелниот геополитички контекст Македонија треба да го искористи моментумот и преку забрзување на реформите да го обезбеди своето место во Европската Унија. Премиерот вели дека владата е свесна за предизвиците со кои се соочува Македонија и дека токму тие ќе бидат на врвот на реформската агенда за која најави нова динамика. Ова влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивно надминување. Поставени се нови приоритети за реформа на судството, за зголемување на одговорноста и за воспоставување на јасни критериуми за оценување на суди и јавни обвинители. Во делот на антикорупцијата, процесот на целосна дигитализација на јавните набавки и на транспарентноста на буџетските расходи ќе продолжи во 2026 година. Во однос на јавната администрација, владата е решена да го прекине долгогодишниот модел на партизација и да воспостави систем во кој компетенцијата и професионалноста ќе бидат единствени критериуми за напредување. Сепак клучен проблем остануваат уставните измени, а Мицкоски Попладнево коментираше дека без нив извештајот за Македонија ќе имал сосема друг наратив. Па видете да ги направиме уставните измени, најдобре ќе видиме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Во делот на односите со Бугарија, државниот врв веќе најави дека кон крајот на годината се очекува нов обид да се направи некаков напредок. Информација која шефот на дипломатијата Муцунски ја потврди вчера во тема на денот, без да открие повеќе детали. Александар Спасовски, Сител телевизија.